Може? Политички провокации се судират. Можеме? Добар ден од мене. Денеска сме во Прилеп. Како дел од теренската акција важно е. Од тебе зависат промените. Продолжуваме насекаде низ Македонија. Заедно сме со подпредседателот Николовски, со градоначалникот, со пратениците, председателот на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН во Прилеп, со советниците, со луѓето, со поддржувачите, активистите. Денеска во Прилеп ќе разговараме за она што е важно за прилепчани, а што треба да биде дел од идната програма на ВМРО-ДПМН за следните парламентарни избори, бидејќи за неколку месеци од денеска почнува и официјалната кампања за следните парламентарни избори. Ние имаме, би рекол, студиозен и многу темелен пристап. Во оваа предкампања, во оваа теренска акција, сакаме со граѓаните или групи граѓани да разговараме и директно од теренот да слушнеме што е она што е за нив важно, а што би требало да биде дел од програмата на ВМРО-ДПМН, кои се очекувањата од идната влада на ВМРО-ДПМН, па да видиме, да ги анализираме, да направиме јасна методологија, што е тоа што ќе го исполниме, што е тоа што едноставно поради објективни причини не може да се реализира, што е тоа кое што во фази ќе се реализира. Многу сме внимателни и сакаме да влеземе во кампања во која што тоа што ќе биде кажано и ќе биде испорачено. Не сакаме да ветуваме чуда. Ние не сме чудотворци, а и чудата не се возможни. Сакаме тоа што ќе го ветиме да биде и реализирано, бидејќи во минатото сме свесни дека се давани големи ветувања, се креваат очекувањата, а потоа, кога политичарите нема да го испорачаат ветеното, следат големи разочарувања. И тоа е лош пример. И затоа сега имаме таков темелен и студиозен пристап. Можам да кажам дека проектот кој што овде во Прилеп значеше реконструкција и ревитализација на голем број улици во општина Прилеп, заедно со уште неколку други проекти кои што во минатото сме ги комуницирале, полека но сигурно се привршуваат. Навистина тоа кое што беше кажано се реализира. Очекувам така да продолжи и во периодот кој што следи, иако сум свесен за сите, би рекол, предизвици со кои што се соочува општината, онаа состојба која што беше наследена, а од друга страна и односот на владата на СДСМ и ДУИ кон општините, каде што имаме градоначалници од редот на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Но тоа е лошата вест. Добрата вест е дека за неколку месеци од денеска ќе имаме влада на ВМРО-ДПМН и коалицијата, влада која што на целата територија на Македонија, во сите општини, без разлика дали градоначалникот е од редот на ВМРО-ДПМН или не е од редот на ВМРО-ДПМН, сакаме насекаде да инвестираме. И минатиот пат кога бев во Прилеп кажав, но и сакам и сега да повторам, дека повеќе од 250 милиони евра годишно ќе бидат реалоцирани од централниот буџет кон општините. Во Прилеп овде, во еден 4-годишен мандат, ќе бидат инвестирани до 34 милиони евра, помеѓу 8 и 8,5 годишно, што ценам дека е бројка која што навистина ќе допре до секој граѓанин во Прилеп. Ние не можеме сите проблеми да ги решиме, но очекувам дека со оваа инвестиција во еден 4-годишен мандат на идната влада на ВМРО-ДПМН голем дел од потребите на прилепчани ќе бидат решени. Така што уште еднаш сакам да ги поздравам прилепчани, да ги поканам денеска да ни се придружат за време на теренските активности, да слушнеме што е тоа што за нив е важно и истото тоа да биде дел од идната програма на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Еве, јас тука би завршил, ако имате прашања, повелете ви, стојам на располагање. Како централата во Скопје гледа нули и во Прилеп, централата во Скопје на СДСМ гледа нули во реализација и во Прилеп и во Битола? На пресконференција Кузеска неколку пати тоа го кажа. Па видете, СДСМ е партија која што е клеветничка и е како партија веќе осудена во неколку наврати. Знаеме дека тоа што го кажуваат најчесто изобилува со клевети, навреди. И би сакал да предупредам на тоа да се она кое што од оваа клеветничка политичка партија се рефлектира во јавноста да се земе со резерва,
бидејќи единствената нула која што може да се види во овој момент, а тоа е нула однесување на функционерите на СДСМ и многу криминал и корупција. Ако земат пример од градоначалниците на ВМРО ДПМН, тогаш Македонија немаше да биде во оваа ситуација во која што, за жал, денеска измекарите од СДСМ ја донесува. Така што ве молам со многу резерви, со многу внимание, секоја порака која што доаѓа од клеветничка СДСМ, која што е осудена од ова октруирано, партизирано судство, замислете, и таа во неколку наврати поради изнесените лаги и клевети ги осуди СДСМ и треба да се извинат, јас мислам. Затоа многу внимателно, со резерва. Вчера Ковачевски ви изнервира кога рече дека после 40 години топловодот го внесуваат во Битола. Вие бевте директор на Елем своевремено, ВМРО ДПМН од Битола вели овој се фали со туги проекти. СДСМ треба сега да даде јасен одговор. Прво, од една страна испраќаат порака дека ќе го затвараат до 28 година рек Битола. Од друга страна велат дека го реализирале проектот на топловодот. Кој е СДСМ ја кажува вистината? Дали ова кое што планира да го затвори рек Битола и да остави повеќе од 3,5 илјади семејства на улица, или ова СДСМ кое што после 4-5 години застој конечно го придвижи проектот на ВМРО ДПМН, кој што уште во владата на ВМРО ДПМН беше испроектиран, беа обезбедени финанси и отпочнат со реализација. Затоа многу внимателно треба да се пристапува кон анализа на изјавите на функционерите на СДСМ. Јас можам да го разберам Димитар Ковачевски, се разбира, не можам да го оправдам. Може би нема предзнаење за тоа што го зборува вчера. Можам да го разберам и неговиот карактер, каде што он сака да се позиционира дека светот започнува откако тој е претседател на владата, но тие кои што стоја до него треба да му кажат дека истите тие пред неколку месеци кажаа дека ќе го затвараат рек Битола до 2028 година и истите тие веќе 5 години го стопираа проектот за топлификација, кој што ќе ве потсетам, за прв пат почнаа да се навраќаат кон тој проект пред кампањата на локалните избори, каде што загубија и во Битола и катастрофално дека во Прилеп. Така што уште една катастрофа ќе им се случи на следните избори, само тие нека продолжат да лажат и клеветат. Она кое што за нас е важно е дека ВМРО ДПМН заедно со граѓаните победува и има озбилна задача да ја трансформира Македонија. Европските препораки се дека треба да се напуштаат изворите од необновлива енергија, во случајот зборуваме за јаглен и за гасоводот. Како ВМРО ДПМН ќе реагира однос на тоа, еве, наредната година кога ќе дојдете на власт, бидејќи се гради гасовод, стигнате некаде до Прилеп, Битола рачено дека ќе на некој начин ќе го користи гасоводот. Како во однос на тие европски препораки вие би реагирале како еден премиер на Македонија? Прво, како инженер ќе ви дадам одговор. Македонија не сме да остане без производство на базна енергија. И доколку нормално ВМРО ДПМН ја добија честа да управува со идната влада, јас можам да ви кажам дека еден од основните проекти ќе биде продолжување на модернизација на рек Битола. Односно, задоволување на еколошките стандарди, се разбира, и десулфуризација, но и продолжување на работниот век на рек Битола и повторно, се разбира, продолжување на искористување на рудните богатства кои што ги има во околината на Битола, затоа што само на тој начин ние можеме да имаме одржлив развој на Македонија, енергија обезбедена која што ќе значи и нови производствени капацитети кои што ќе користат таа енергија. Се разбира, владата на ВМРО ДПМН во минатото и идната влада на ВМРО ДПМН во иднина има намера исто така да продолжи со инвестирање во обновливи извори на енергија. Ќе ве потсетам, уште во времето на владата на ВМРО ДПМН за прв пат се изгради ветерен парк Богданци, се изградија првите соларни панели, се изградија првите мали хидроцентрали, првите биогасни електрани, така што
ние сме практично пионери не само во Македонија, туку на Балканот, кога во Македонија